Работниците ќе се изначекаат за да ја добијат февруарската плата. Законот за финансиска помош на компаниите од 14.500 денари и повеќе по работник се уште е заглавен во собранието. Седницата е закажана дури за 23 март, па околу 60.000 вработени најверојатно ќе примат пари за сработеното во април, односно со еден месец за доцнување. Министерот за економија Крешник Бектеши прстот го впери во опозицијата. Таа ги кочела законите во собранието со кои се уредува помошта за петиот, но дел и за четвртиот сет антикризни мерки. Јас ги повикувам да ги поддржат сите законски решенија. Ако не ги сакат овие законски решенија, дополнително нека дават алтернативи други, да ги подобриме тие законски решенија, но не да блокираме. Ние сме тука за да разговараме и со опозицијата и со другите чинители, се со цел да креираме што подобри политики и помошта стварно да биде таргетирана и да биде насочена таму каде што треба. За опозицијата пак забелешките на кои подолг период алармирале биле реални. Тимчо Муцунски од ВМРО ДПМНЕ истакна дека ќе ги поддржат законите за мерките од петиот сет, но загрижувала неажурноста на власта. Прашува зошто се чекало цел месец законите да се стават на дневен ред. Го повикувам парламентарното мнозинство, не знам зошто се чека веќе месец дена како точка на дневен ред да се стават законите кои што се дел од петиот пакет економски мерки. Тие се доставени по информациите кои што ги имаме од страна на владата веќе во средината на февруари до собранието. Седницата со која што ќе отпочне процесот на нивното донесување е закажана тек за следната недела. Навистина загрижува таа неагилност во сите тие процеси. Власта тешко обезбедува кворум во собранието, па затоа гласањето на бројни закони останува заглавено во законодавниот дом. И додека политичките партии се препукуваат, бизнисмените уште еднаш алармираат час поскоро да се донесат мерките за да може да се подели февруарската плата. Помош е предвидена уште за исплата на платата за март. Потоа ваков вид на субвенции ќе нема. Од владата во неколку наврати напоменаа дека за такво нешто немало потреба, бидејќи стопанството полека закрепнувало. Сепак бројките го покажуваат спротивното. Од стартот на пандемијата 18.000 работници останаа без работа, од кои 1.000 само во февруари годинава.